Dobar den, dragi dečinja. Da li se sećavate na mene? Така е, браво! Јас сум учителка Кети од градинката 8 март. Денеска, дечиња, ќе разговараме малку за професиите, односно да видиме какви видови на професии постојат. Ќе ви раскажам една приказна со наслов Вредни рачиња чуда прават. Може би вие, дечиња, кога ќе си порастете големи, ќе се одлучите да си работите некоја од овие професии кои ни се представени овде на сликата. Може да започнеме. Здраво, другарчиња, јас сум учителка, ви раскажувам приказни разни, учиме песни и сказни, цртаме и боиме за сите да бидат славни. Ве учам сите заедно да другарувате, другари верни да бидете и сите со слога да се радувате. Со бел мантил и стетоскоп. Диши, не диши, диши, не диши. Луѓето доаѓаат во болница кога се болни. Им помагам да си одат дома здрави. Диши, не диши, диши, не диши. Јас сум, дечиња, докторка. Грижата е моја, болест да им спречам и дење и ноќе ги лечам. Јас со болните така правам, сите да бидеме весели, а што е најважно, живи и здрави. Одгледувам жито, овошје, зеленчук, многу храна, а од житото ги одгледувам животните на фармата. По цел ден сум надвор, и на топло, и на ладно, да нема ниту едно усте гладно. Не е важно дали некој е црнец или белец. Јас сите ги хранам затоа што сум вреден земјоделец. Стои со расширени раце и со свирче во устата. Секој по својот пат треба да оди. Се грижам никој да не прави грешки. И тие што возат, и тие што одат пешки. Помошници ми се семафори и други знаци знајни. Јас сум чичко сообраќаец, а знаците се знаци сообраќајни. Со пекарска капа, со брашно, вода и уште нешто месам, печам, вкусен леп, кифлички, пити, бурек. Сакам сите да бидат сити, и пожарникари, и доктори, и млекари. Лесно е за погодување, дечиња. Јас сум пекар. Еве ме и мене, дечиња. Јас сум чичко пилот, кој го управува авионот, а со мене помошник е и тетката стюардеса, која се грижи за патниците во авионот. А знаете ли вие, дечиња, дека авионот е најбрз во лет и патниците ги носи за час низ целиот свет? Со црево во мојата рака го гасам пожарот без мака. Штом ќе ја слушнам силната сирена, голема желба ме обзема, се што гори да се гаси. Секој што е во опасност треба да се спаси. Другарчиња, јас сум пожарникар. Брм, брм. Јас возам, дечиња, автобус. Не сум мрза.
Секој ден превезувам патници на време да стигнат. Затоа брзам. Брм, брм, патувам секаде, од село во село, од град во град. Јас сум возач секогаш на пат. Драги дечиња, на светот има многу доктори, професори, пожарникари, учителки, разни професии. И за сите важи едно правило. Секој треба да си ја работи работата чесно и вредно. Така е, чесно и вредно. Одиме понатака. На оваа слика ни се представени разни видови на професии горе, а доле разни видови на предмети и алати. Сега ние треба професијата да ја поврземе со оној предмет кој што одговара. Например, еве, учителката одговара со книгите и треба да ја поврземе со една линија. Така, дечиња, и за останатите професии. Дома, со помош на вашите родители, ќе си вежбате. Исто и на оваа слика од дека имаме разни видови на професии, како што напоменав претходно, ќе се ги поврзувате со линија таа професија со кој предмет одговара. Понатака, дечиња, сакам сега да надополниме неколку реченици, односно да видиме што сме запомниле. Слушајте ме внимателно. Јас ги учам децата со приказни, разни песни и сказни. Зашто станува збор, другарчиња? Така е. Учителка, еве, учителката представена на сликата. Продолжуваме. Луѓето доаѓаат кај мене кога се болни. Така е. Докторка, еве. Одгледувам жито, овошје, зеленчук со мотика во раката. Така е. Чичко, земјоделец со мотика во раката. Стојам со раширени раце и со свирче во устата на улиците. Така е, еве го, Чичко, сообраќаец. Со пекарска капа месам, печам разни печива. Зашто станува збор, другарци? Така е, пекар со пекарска капа. Јас го правувам авионот и летам високо во облаците. Јас сум Чичко, пилот. Така е, другарчиња, Чичко, пилот. Потоа, со црево во мојата рака го гасам пожарот за живот да спасам. Така е, пожарникар. Потоа превезувам патници од село во село, од град во град. Јас сум, дечиња, Чичко, возач. Ете го, Чичко, возач. Така е, другарчиња. Сега за домашна може да си нацртате некој од овие професии кои ви оставија најголем впечаток и, како што кажавме на почетокот, може би кога ќе пораснете големи, ќе работите некоја од овие професии кои не се представени тука на сликата. Толку од мене, другарчиња, бидете ми поздравени, ве гушкам силно и ве бакнувам сите. Довидување.